И дали преку стратешкото партнерство со Велика Британија ние ќе обезбедиме енергетска независност, ќе живееме поквалитетно. Може Чебрин и Галиште, милиарда е од овие 6 милиарди има, може ќе се направи тоа. Па не, на пример Чебрин и Галиште. Не знаеме, многу пари уште таму. Па сега не можеме, јас дури им имам оставено кога имаше примо предавање, тоест не имаше примо предавање затоа што мојата позиција не ја наследи никој, но јас дадов еден извештај во владата, имам кажано, ние преговаравме со еден сериозна британска компанија, Rolls-Royce SMRs, ги викаат, во кој што се претходници на новата технологија за производство на електрична енергија, тоа се малите модуларни реактори. Еве, нека продолжат да разговараат за тоа. Наредните 70 години можеме евентуално да бидеме клучен чинител во обезбедување на енергетска независност, зелена. Тие се мали нуклеарки некои? Да, кои што едноставно ќе им дадат на нашите деца некоја поголема известност каде ќе живеат со нула можни ризици. Нека додека се во Лондон може да отидат. Јавно го кажувате предлогов, да, може би ќе ве слушнат. Па да, сум го кажувал и претходно, но има низа на работи. Не сме тука кога има диалог, веројатно некој ќе каже помалку паметна и повеќе паметна работа. Клучното е кој е планот за оваа земја. Јас сигурно ќе прифатам план кој што значи помалце компромиси, но јасна крајна цел. А тоа е Македонија во XX година според тоа што ќе го каже владата, ќе биде земја членка на Европска унија или можеби земја членка на некоја друга унија. Планот на власта е тоа не зависи од нас, додека се вакви условите нема да гласаме, ќе ја реформираме сами државата и ќе градиме инфраструктурни проекти на ваков начин. Добро, јас само се согласувам дека инфраструктурните проекти се нужност, потреба, но не се единствениот проблем кој што ние го имаме. Ние имаме секој ден, продолжуваме да имаме лошо образование, без никакви реформи, лошо јавно здравство, без никакви реформи. Вчера слушнав дека од денеска дури пациентите треба сами да носат чашафи и друга постелнина ако сакат да бидат по клиниките. Имаме сериозно нарушена безбедност на состојба во државата. Премиерот вика напластени се проблемите 7 години дека ништо не се направило и затоа сега не може се преку ноќ да се направи. Тоа е најлесно, нели додека сте во опозиција може тоа да го кажувате, додека сте на власт е на вас да може некое време да го кажувате, ќе видиме, да, затоа мандатот 4 години. Да. И после 11 месеци мислам дека може да кажувате, но имате доволно време. Еве, не е напластено, нели требаше да обезбедат 500 милиони евра за комунални инфраструктурни проекти, обезбедија одвај 78 милиони минатата година и сега некаде 100 најверојатно 178 милиона. Реализацијата е на 15 до 17%. Тоа не е напластен проект, напластени проблеми од минатото, туку неможност и немање капацитет за да спроведат тоа што самите ќе го кажат. А далеко е сумата од 500 милиони. Знаете ли колку зборувавме за 250 милиони за приватниот сектор? Еве ги. 11 месеци после владење, одвај 113 милиони евра. Пола, 125 имаше министерката, да. Еве, нека биде 125, прифаќам 50% после 11 месеци. Уште 50% на ренте. 11. Негде ноември беше подпишан договорот, но ви разбирам поентата. Ја кажувам кога оваа влада е избрана. Некога е подпишан договорот. Владата помпезно дојде на избори, ќе има 250 милиони. Знам дека и на изборот на владата они зборуваат за тие пари. И јас знам дека во приватниот сектор стопанствениците оперираат многу потешко во овој момент. Наместо да дојдат свежи ликвидни средства, им се одземаат нивните ликвидни средства затоа што враќањето на ДДВ кон стопанствениците досни со неколку месеци, 3 до 6 месеци. Таму е натоложено да се буни нешто вака. Обично реагираат ако има такви работи, не знам. Верувајте. Многу ми е интересно што
Најдуваат начини, да, еве сега вие може да ќе речете се плашат од власта, од инспекции, од казни, ама најдуваат начин да испратат анонимно писмо или некако да информираат. Јас сум бил дел од Стопанска комора на Северозападна Македонија во времето последните години од владењето на претходниот премиерот ВМРО ДПМН. Иста состојба имавме. Сите зборуваа, никој не смееше и едноставно не сакаше тоа јавно да го каже. Зошто? Затоа што викаше, на крај на денот репресивниот механизам е тука на врата. Не сакаме да се соочиме. Но во овој момент реалноста е дека долгот кон стопанството во име на ДДВ, неплатени обврски, надминува 150 милиони евра. А знаете, за ДДВ-то велат дека проверува, дека тоа намерно е така треба да проверува. Апсолутно. Да. Но многу е проблематична изјава на министер за финансии во кој што вика дека јавниот долг го намалила за 30 милиона, ама не кажува колку се неплатените обврски кон приватниот сектор. Ако тие се 5 пати поголем од тоа што го намалила во јавниот долг, кому кажува? На економистите сигурно нема да не убеде, затоа што јавниот долг го гледаме во проценти. Тој податок беше јавен едно време, ама само едно време. Последниот од 2017-та Трдовски кога беше министер и толку. Кога сакаме? Да, 2017-та баш се обидов да го најдам. Оперираме. Да, има сега. Последното има за првиот квартал од 2025-та колку е износот на јавниот долг е 9 милиарди 548 милиони евра и така натаму. Па има 30 милиона, тоа е незначително. 30 милиона е многу малку. Добро, знаете, вие како опозиција нормално е да критикувате за економските состојби, сите знаеме каква држава живееме, не мора ни да критикувате особено. Сите знаеме какво е здравството и образованието и скапотијата, но еве дојде извештајот на Европската комисија тој пролетниот и таму се прилично оптимистички проекциите за годинава. Дека ќе расте и бруто домашниот производ, дека ќе растат и платите, дека се намалува инфлацијата. Не е ли ова, да речеме, некаков објективен поглед на работите и за тоа во која насока се движи владата? Не може ништо друго да очекувате освен да имате раст кога немате навидом никаква криза. Ние оставивме економија која што беше на излез од кризата, во која што од невидена енергетска криза и невидена економска криза, која што донесе да имаме увезена инфлација на проценти кои што никогаш не е ни било замисливо за нашите простори, им оставивме економија која што полека се движеше со сите параметри, се движеше нагоре. Ја донесовме инфлацијата од минус 18 од 18 по инерција се движи, не дека владата нешто прави. Апсолутно. Од 18% им ја намаливме инфлацијата на 2,2% со проекции дека наредните години, барем 2 години ќе се движи помеѓу 3 до 3,5% инфлацијата. И ништо различно не се прави. Нити имаме мерки кои што значат да ги се зауздаат цените нит во големо продажба, нит мало продажба. Гледате, цело време играме со некакви си мерки, па малце закана, па малце репресија преку инспекциите, па малце ќе им замрзнеме маржи, па ќе одмрзнеме маржи и така натаму. Пазарна економија сме тука и прашање што се може да се прави. Ние сме увозна земја. Тоа е веќе економска дебата, малце поширока, кај нас многу површно се гледаат тие работи, но да. На крај на денот, граѓанинот живее потешко. Плаќа поскапи производи. Што може да направи? Еве денес излезе податокот дека растот на платата е 10%, 10,5% во март, во однос на март 2024 на ниво на државата. И тие ќе растат. 4.900 Да, и тие ќе растат. Што може да направи владата повеќе? Ете и во буџетот гледам дека структурата е иста. И вие 12% од буџетот сте војувале за плати и сега е 12% од буџетот за плати, се менуваат само бројките. Во релативни бројки во апсолутни не е исто. Во апсолутни расте. Во 12% од 6,5 милиарди наспроти 5 беше 6. Па добро, ете растат, сакам да речем и тоа ете се. Што може повеќе да се направи? Како влада што може? Но растот на платите не е единствениот начин како да се подобри квалитетот на живот на граѓаните. Тоа е еден од пристапите. Затоа што ние сме земја во која што номинираме минимална плата. Така?
би требало владата да има појасна визија околу тоа. Не може да биде нем наблудувач на што се случува околу дефинирање на минималната плата. Ако се договорат двата партнери, а ние не сме. Не, владата е третиот партнер во социоекономскиот Нали има формулата, нали? Таа формула вие договоривте. Ние договоривме како што договоривме и општ колективен договор во целиот јавен сектор, кој што оваа влада не го спроведе во март 2025, сега требаше да се спроведе според тоа што беше подпишан општиот колективен договор. Тоа ќе беше целосно редефинирање на системот на пресметување на платите во јавниот сектор. Оваа влада едноставно на добиени права на работниците вика не интересира тој договор, ние вака ќе се тераме. Вие ветувавте и функционерските плати дека ќе се ревидираат со закон за плати, но остана тоа така, до ден денешен никој нема намера тоа да го прави. Па добро, ги ревидираат само за да не дозволат зголемување. Вие ветувавте, вие бевте носител на тој проект, ако добро се сеќавам, дека тоа ќе се донесе закон за плати, политички не само закон за плати за јавните функционери, закон за плати за сите нивоа во јавниот сектор, и тоа беше проект кој што претходеше, за да тоа се направи, претходеше подпишување на општиот колективен договор во јавниот сектор. Тоа се подпиша, таму се дефинираа условите и следно требаше понатаму да се продолжи во подготовка на законот, кој што никогаш не се додуша не се ни споменува веќе тоа. Добро, кога сме кај овие инфраструктурни проекти, неизбежно е прашањето, знаете, вашето владење, вашата влада ја одбележа тој договор со Бехтел и ЕНКА. За тој договор не знам кој не се реагираше, значи беше таен, со европско знаменце, Европска комисија се жалеше дека е спротивен на договорот за асоциација или стабилизација. Остана таен, него не видовме, не знаеме што се предвидува, немаше тендер, договорен беше во 4 очи. Може ли воопшто сега да се критикува било каков договор што го случува влада, ако се има багаж на таков договор? Не знам, едни од големите критичари беше сегашната власт. Ја не сум слушнал во овие 11 месеци дека тој е криминален и проблематичен договор, они продолжија да го спроведуваат. Да, така да велеа дека ќе го објават, но ете Бехтел и ЕНКА не дозволува да се објави и сега ние не знаеме што се не Бехтел и ЕНКА, владата не успева да го декласификува. Владата не успева да го декласифицира документот. Истото што го тврдевме и ние, затоа што партнер на другата страна имаш да, но вие сте склучувале договорот, кој сте склучувале, не требало да предвидите таква клаузула. Во собрание е донесен таков договор. Таков закон. Да, но собранието е највисока постапка. Како на со европско знаменце на брзина беше донесен, да. Па видите, европското знаме како искратената постапка Гоце е начин на сега барем знаеме од каде ќе се земат пари. Значи вие не ни предвидовте ни финансиска рамка, ние не знаеме милиарда и 300 милиони, не знаеме од каде ќе се обезбедат. Буџетски средства кои ги немаме ние како држава и пак се поземуваме секоја година. Па секоја година дефицитот ни е 600 милиони. Да, ама не расте дефицитот само заради проектот Бехтел и ЕНКА. Ова е погрешно информирање на јавноста. Буџетскиот дефицит расте затоа што има зголемени расходна страна. Еве на пример, буџетскиот дефицит може да е расходна за капитални инвестиции, проблемот е што и за други работи се трошат пари. Меѓу другото е за капитални инвестиции. Затоа рековме дека ќе биде буџетско финансирање. Тоа е умешноста со планирање на зголемување на приходите на една влада, секако ќе можеш да ги покриеш расходите. Буџетскиот дефицит нема очекување дека ќе падне на нула. Скоро ни една земја во светот тоа го нема. Многу малку се земји. Така да ги врзавте рацете на следната влада? Не. Со тоа што вие практично 300-400 милиони секоја година треба за тој проект да се одделуваат. Ја знам една со сигурност. Сум кажал дека нужноста на градење на инфраструктурни проекти, особено таму кај што ги нема, постои. Значи, не може да доведете на исто рамниште таму кај што има одреден проект, таму кај што нема. Тендер, зашто не е јавно објавен? Исто како што ќе видиме како сега со 6 милиарди ќе се управуваат средствата. Ветуваат дека ќе биде транспарентно? Па не, затоа што договорот договорите G2G или влада со влада го заобиколуваат законот за јавни набавки. Затоа што ако ги видите правилата на UK, а тоа е UK
експорт финансирањето на Велика Британија одредуваат како и колкав процент мора да се врати кај британските компании, тоа е 30% од парите. Да, но има тендер на кој ќе се пријават повеќе компании. Ке видим. Нема да биде како договорено очи во очи. Јас знам дека ни К од криминален проект Бехтеленка нема во овој момент, затоа што оваа влада денеска, знаете, секој месец мислам дека се на терен одат и се сликаат како тој бил историски добар, битен проект. Така да сите евентуални тој е двигател на економијата и сите евентуални коментари, на тоа, да. евентуално коментари дека сме имале криминален проект, штетен за државата и така натаму, паѓаат во вода во моментот кога се промени власта и оваа власт не зборува ништо. Ја не сакам да алудирам ништо понатаму, но времето ќе покаже дали и што било штетно во овој договор, дали има штетност во други договори, други проекти кои што ги гледаме во јавност. За жал, некако ќе покаже времето, но никој не одговара, на крајот сметката ја плаќаат граѓаните. Некако сите премногу политички и политика сакаме да покажеме, никаква рацио позади, и тоа што ќе го поставиме како одреден степен на транспарентност, отчетност, како нужност за да се покаже една волја на добро управување со јавните средства, како што добиваме други влади, сето тоа замера, под превезот на добра пропаганда и на крај граѓаните живеат многу потешко, без нит автопатишта, нит железници, нит образование, нит здравство. Но ако нешто е сигурно, Бехтеленка ќе ги заврши автопатите, тоа со новиот начин на градење, клучна рака ќе се заврши тоа, затоа што нели и тоа беше многу проблематично кога го обзнанувавме, тогаш ни вика дека никој тоа не може да го направи, па сега гледам дека историски оваа влада еве. Да, и железница не ува дека така на истиот принцип ќе се проектира и ќе се изведува. Добро, при крај сме со разговорот. Еден од носителите на овој проект, главниот фронтмен на Бехтеленка беше Артан Груби, во меѓувреме тој заврши на црната листа на Америка. Не знаеме точно од кои причини, беше споменуван еден судски случај во апелација по врска со поранешниот директор на УБК, но не знаеме само дали е тоа. Во меѓувреме тој избега од државава. СДСМ, новиот раководство на СДСМ се обидува на некаков начин да се дистанцира од ДУИ. Филипчи имаше неколку изјави во кои кажува дека тие се символ на корупција и така натаму и така натаму. Го делите ли ви овој став? Има некои информации од партијата дека вие се залагате да се продолжи таа соработка со ДУИ за следниве локални избори. Дали е точно тоа воопшто и каков е вашиот став во однос на предстојните избори за настапот на СДСМ? Значи, јас ќе се залагам да има соработка со сите чинители кои што државата ја гледаат како унитарна држава. Кој не ја гледа како унитарна? Па, мислам дека има доста чинители во овој момент кои што сметаат дека има друга агенда наспроти унитарноста на оваа држава. Јас сметам дека се додека луѓето не бидат осудени, не можеме да ги наречеме дека се криви. Ние сме единствена земја. Мислам дека во поширокото обкружување во кое што имаме не еден, двајца вице-премиери на црната листа. Под иста категорија. Да. Што е жално. Предпоставувам дека има аргументи зашто се таму, сигурно не се. И затоа сметам дека луѓето, ако вистински ја сакаат оваа држава, а гледам дека секој се полни со устата да кажуваат нашата држава, Македонија, јас ја викам татковина, тогаш дајте вистински да седнеме да зборуваме кои се тие кои што ја сакаат, кои се тие кои што не ја сакаат, ваква каква што е, и ако има скриени намери, нека си отидат таму кај што им е местото. А тие кои што имаат вистински намери да продолжат да си развиваат политики и да ја развиваат оваа држава. Добро, ДУИ ги сметате за такви? Тие се чинител во еден предел на гласачите и граѓаните кои што ја сочинуваат оваа држава.
и вие не можете, нити јас, ни било кој, да каже дека тие не се чинител кој што... Не, дали се во оваа категорија вие што викате за унитарна Македонија, бидејќи гледаме дека има некоја оштра Ја не сум тамо. Ја не сум тамо, за да можам да кажам. Јас знам во овој момент за СДСМ, дека ние се залагаме да ги прифаќаме сите различности, а заедно со сите различности и сите, независни какви се различностите, сите да се заложиме да оваа земја еден ден биде земја членка на Европска унија како последен императив, последна цел која што си имаме зададено, за да граѓаните живеат поквалитетно. Унитарна, ваква како што е. И затоа нас ни се потребни коалиција со граѓаните, кои што сакаат оваа земја, наречена Македонија, Северна Македонија или како сакате, на албански ја нарекуваме различно, не ја нарекуваме Македонија, туку ја нарекуваме Македонија, да ја викаме онака како што сакаме да си ја викаме, но да биде подобро место на живење. А дали тамо, во тој пат, ќе се најде ВМРО, ќе се најде Влен, ќе се најде Дуи, ќе се најде четврт политички актер во овој момент кој што може да се роди и на албанскиот политички спектрум и во македонскиот политички спектрум, јас сметам и сум поборник дека треба да зборуваме со тие Значи, вие сте за со сите да се разговара, не исклучувате соработка со Дуи, дека треба да се разговара и со Дуи. Мислам, за да ја не исклучувам разговори со ВМРО. За Кичево и за Струга? Не, со ВМРО за се. Не, за локални избори. Не исклучувам разговори ни со Вреди, ни со Новлен. Но едно да знаат, затоа што знам дека тие кои што би сакале да Македонија биде слична на 1991, во кој што имаш чисти моноетнички политички партии, затоа што се друго им ги нарушува нивните патишта на функционирање, дека Фатмир Битичи ќе биде овде да ги сузбие нивното ксенофобно размислување за иднината на Македонија. Тоа со сигурност еве го тврдам јавно пред камера. А како мене, верувам и сум убеден дека има доволно луѓе во нашата земја кои што ги споделуваат истите вредности. Тие кои што сакаат да живеат во гетоа, нека продолжат да живеат. Ја Македонија ќе ја гледам, ќе ја направам земја во кој што секој еден ќе може да живее и да придонесува онолку колку што може, вистински од срце. Ништо друго. А дали ќе го продадеме Фатмир Битичи тука или тамо, они си ги знаат, јас знам кај припаѓам. Добро. Истече времето, на крај да ме прашам, рече Филипче дека еден глас повеќе ќе биде успех за СДСМ на локалните избори, мислите дека е достижно како цел и што доколку не биде? Не се исполни. Јас знам дека луѓето знаат дека направија грешка во 2024. Кои луѓе се? Тие што гласа или тие што гласа и тие што не гласа за СДСМ. Дека се одредени чекори кои што треба да бидат направени на наредниот период, може да испадне глас повише од тоа што сме добиле на последните избори, затоа што сметам дека управувањето на локалните самоуправи, како и на државата, треба да се остави на луѓе кои што имаат, знаат што е одговорност и знаат како да управуваат. Рейтинзите во моментов не стојат добро, но ќе видиме како ќе биде. Почитувани, тоа беше Фатмир Битичи. Благодарам што и овој четврток бевте со нас. Се разбира, останете со програмите на Канал 5. Се гледаме следниот четврток. Довидување.